Добар ден, следуваат вести на Канал Плюс телевизија. Еве што ќе гледате во нив. Преку проектот за изградба на мали хидроцентрали подпишани се 65 договори за концесија. Ова го изјави премиерот Никола Груевски, додавајќи дека досега се изградени 35, а во јануари 2016 ќе бидат завршени уште 5. На локација во близина на Бања Кежовица во текот на денешниот ден беше извршено порибување на река Брегалница. Вечерва во Пробиштив градоначалникот Тони Тоневски во рамки на јакнење на соработката ќе оствари средба со представници на бизнис заедницата. Изградба на мали хидроцентрали подпишани 65 договори за концесија. Ова го изјави премиерот Никола Груевски, додавајќи дека досега се изградени 35, а во јануари 2016 ќе бидат завршени уште 5, а во тек на градба се уште 15. Се очекува во новите хидроелектрани, кои ќе имаат допринос во електроенергетскиот систем во Република Македонија, да има над 100 вработувања, а со нивната изградба бенефит ќе имаат и градежните компании. Очекувам во текот на наредната година повеќето да завршат, а уште 10 се подготвуваат со документација, со проектирање и така натаму. И можам да кажам дека досега од сите овие 40 изградени, ги сметам и оние во јануари што ќе бидат целосно завршени, досега се инвестирани 130 милиони евра во тие 40 мали хидроелектрани. Секако, додека се дојде до 65, бројката ќе биде значително зголемена и веројатно ќе оде некај 200 милиони евра. На локација во близина на Бања Кежовица во текот на денешниот ден беше извршено порибување на река Брегалница. Водите на Брегалница беа збогатени со 100 килограми ситна риба крап. Рибниот фонд на Брегалница ревир 5 е во многу добра состојба. Бојник имаме во изобилство на реката Брегалница. Така да рибната состојба е многу добра. Па апел сега е до сите спортски риболовци, едно 10 дена на овој ревир од Бања Калимеро, од Бања Кежовица до 4 километар ќе биде заштитена овој рибен фонд. Крапот да не се лове од Вечерва во Пробиштив градоначалникот Тони Тоневски во рамки на јакнење на соработката ќе оствари средба со представници на бизнис заедницата. На средбата е предвидено да се сумираат резултатите од досегашната соработка, како и да се направи план за поинтензивна соработка во текот на наредната година. Училиштето Кочо Рацин од Блатец Виничко по втор пат е избрано за најеколошко училиште во регионот. Уште еднаш го доби сертификатот за стекнување статус сребрено ниво. Основното училиште Кочо Рацин во Блатец по втор пат ја потврдува својата еколошка платформа во контекст на природното обкружување и средината во која е лоцирано. Едукативните содржини и активности резултираат со добар напредок во развојот на еколошката свест, а потврда за сето тоа е статусот сребрено ниво од програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Годинава на конкурсот има добиено 40 училишта и сега различно. Секој училиште си има аплицирано за различно ниво. Има за зелено знаме, сребрено ниво и бронзено ниво. Нашето училиште по втор пат добива, повторно статус училиште со сребрено ниво. Ние сме вклучени од 2010 година во екопрограмата. Континуирано се работи на еколошки акции, еколошки кампањи, се држат редовно едукативни часови за учениците, тоа е во интеграција со сите предмети, колегите сите работат, сите наставници работат на овој сегмент. И секоја кампања, секоја акција се вреднува на некој начин од комисијата за наградување, па резултатите не изостануваат. Официјалните сертификати беа доделени на 7-миот поред екосамит што се одржа во Скопје. Добиениот статус за училиштето ќе значи вклучување во меѓународната мрежа од екоучилишта и отворени можности за аплицирање на конкурси и финансиска поддршка за еколошки проекти од програмата ОХО.
Ученици од основното училиште Славеко Арсов и Тошо Арсов у Тринава го посетија градоначалникот на општина Штип, при што му врачија новогодишна честитка. Мојата желба е да сите деца во Штип имаат одлични услови за живење дома, во нивните семејства, училиштата да не бидат безпрекорно средени, со чисти училници, тоалети, физкултурни сали, деца да ни растат на вистина со одличен наставен кадар кој ќе ги воспитува, кој ќе ги учи. И лично мислам дека во тоа ќе успееме заеднички, бидејќи општината стои зад образованието. Деновите пред Нова година представници на поголем број институции и партии ги користат за посета на најмалите да им поделат новогодишни пакетчиња. Во текот на денешниот ден Сдруженијето ИГЕ на детското одделение при Штипската клиничка болница ќе им поделат пакетчиња на болните дечиња, а во основното училиште Ванчо Прке пакетчиња ќе даруваат членови на Социјалистичката партија. Во текот на денешниот ден официјално ќе бидат предадени поголем број на играчки кои беа собрани од страна на вработените и студентите на УГД во рамки на хуманитарната акција насловена како Мала радост, која беше спроведена во Штипскиот универзитет. Доколку муслиманите не направат нешто за да ги спречат терористичките организации, тогаш сите нивни дејствија кои ја загрозуваат нашата религија ќе продолжат. Ова синоќа во Истанбул го изјави турскиот претседател Реджеп Ердоган, повикувајќи ги муслиманите ширум светот да се обединат против тероризмот. Како муслимани ние имаме важна мисија да застанеме против организации како што се Исламска држава, Ал-Каеда, Боко Харам, кои им нанесуваат најголеми штети на муслиманите во името на исламот, нагласи Ердоган. Бидејќи се очекува бројот на нови бегалци кои ќе пристигнат во Германија да надмине 1 милион до крајот на годинава, се вработуваат 8500 луѓе кои ќе им предаваат германски јазик на децата бегалци, објавува германскиот весник Die Welt. Со тоа, околу 196.000 деца кои избегале од војната и сиромаштијата ќе влезат во германскиот образовен систем. За таа цел создадени биле 8264 специјални курсиви со кои ќе им се помогне да се вклопат подобро. Германското министерство за образование известува дека 325.000 деца на училишна возраст стигнале до европската земја само годинава за време на најлошата мигрантска криза од Втората светска војна. Најмалку 6 луѓе загинаа, на 160.000 се евакуирани од своите домови во Парагвај, Аргентина, Бразил и Уругвај, поради поплавите кои се последица на опасното зголемување на нивото на водата на реката Уругвај, која тече и во истоимената соседна земја на Аргентина. Ова се најтешки поплави кои ја погодија Латинска Америка во изминатите неколку децении. Со поплавите најтешко е погоден Парагвај, каде бројот на евакуирани се проценува на околу 130.000, а регистрирани се 4 смртни случаи поради паѓање на дрвја во силната бура. Поголемиот дел од земјата е без електрична енергија. Од поплавите настрадал и Уругвај. Според последните извештаи, таму загинале 2 лица, а евакуирани се околу 9.000 луѓе. По 4 последователни победи женскиот кошаркарски клуб Клубски во дербито на колото во првата македонска женска кошаркарска лига загуби од првопласираниот тим на Бадел со 55-75 во надпревар во кој домакините беа рамноправни во првиот дел од надпреварот. Физичката кондиција дојде до израз во вториот дел, со што гостинките од Скопје успеа да направат разлика од 20 поени. Првото полувреме заврши со 1 поен разлика во полза на домакинките, но тоа беше се што можеа да направат. По овој пораз тимот на Клубски е на делба на втората позиција заедно со тимовите на Студенти Лотос кои имаат по 16 поени. Првата позиција е резервирана за тимот на Бадел кои што досега немаат пораз и имаат освоено 20 бодови. На последните две позиции се наоѓаат тимовите на Шкупи и Вајс Профил. Шкупи има 12 поени, додека тимот на Вајс Профил 10. Инаку по одигрувањето на 10 надпревари од првиот дел од сезоната, тимот на Бадел стана јесенски шампион во прволигашката женска конкуренција.
Засилени со селекторот и со капитенот на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во Полска. Приклучувањето на селекторот Ивица Обарван и на капитенот Кирил Лазаров ќе ја даде потребната физиономија на машката ракометна репрезентација на Македонија на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во јануари во Полска. Првата фаза ја одбележа одлуките на помошникот Данило Брестовац да ги отстрани дебитантот Даниел Дупјаченец и Мартин Велковски поради доцнење на појадокот и на утринскиот тренинг во средата, а за статусот на двајцата треба да пресече токму Обарван. Лазаров пак со самото свое присуство и со авторитетот кај колегите од националниот тим ќе го крене мотивот за докажување кај кандидатите за патот во Краков на 13 јануари. Од денеска селекцијата ќе биде посилна и со доаѓањето на интернационалците од Германија Борко Ристовски и Филип Миркуловски, чии тимови славеа во саботата. Обарван до нова година треба да го скрати списокот за Европското првенство, каде што Македонија ќе игра во групата А заедно со бранителот на титулата Франција, со домакинот Полска и со Србија. До Еврошампионатот се предвидени 4 контролни средби, по 2 со Словенија на 4 јануари, како и со Црнагора на 10 јануари и на 11 јануари во Скопје. Крајот на вестите, останете на програмата на Канал Плюс телевизија и следете го дневникот во 16:30. Пријатен ден!